тоа што го кажа дека во диаспората се чуделе како ние лесно сме ја дали државата. Ние лесно не ја дадохме. Сетете се на тие бранители од 2001 година. Преку 800 тешко ранети со тешко оружје, стотина загинати. Како овдека излегува 50 до 100.000. До 100.000 луѓе што протестираат цела година, избрани интелектуалци, професори, академици, уметници, тие уште денеска бел ден не гледат затворени како затворениците што ги отпуштија и уште во полоши услови. Сакам уште да кажам, ние сите овде тоа што сакаме да го кажеме, не можеме да го успееме. Меѓутоа, јас сум многу охрабрена со тоа што го читам, со тоа што го гледам, со тоа што се работи од диаспората за Македонија. Колку на ранетите луѓе помогнале, со пари, со лекови, се уште има фондови отворено, се делат од дуса, колку ќе се вратат назад. Еве, кажуваат за тоа дека го носат пред 40-50 години тоа македонско со себе таму и го прошириле и се македонизирале цели градови во Лондон, во Австралија и други. Ние никако не се откажуваме, али најголемата потпора се баш тие во диаспората, али во исто време и вистинските луѓе таму, австралијанци, европјани, американци и други, тие знаат што ни се случува, а уште повеќе знае Источна Европа и Русија. И сите се на наша страна и тоа мислам дека ќе биде крајот на таа аждаја што ги проголтува државите, народите, луѓето, семејствата, што превртува се наопаку, тоа што било лошо да се слави како добро и слично. Тоа ќе го снема само заради тие македонци што слободно во другите земји, слободно се искажуваат и ќе дојдат еден ден да воспостават се така како што било.